Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладнени вести и добар ден. Во собранието денеска се одржува 113-та пленарна седница, последна за пратенички прашања пред заменувањето на пратениците на годишен одмор. Седницата за пратенички прашања се одржува секој последен четврток во месецот, а на премиерот и на министрите прашања први им поставуваат пратениците од опозицијските партии. Него во собранието редовен брифинг одржа и председателот на собранието Африм Гаши, кој најави дека законот за правична застапеност нема да се донесе тајно, туку тој ќе одлучи кога ќе има услови за да се стави на гласање. Дополнително ќе се одлучува и кога законот Скопје, Европска престолнина на културата 2028, ќе се најде пред пленумот. Според деловникот оставено е на председателот на собрание да одлучи кога после исцрпената расправа може да се повика пленумот на гласање. Не е случајно така оставено и затоа јас ќе го искористам тоа право да проценам и да одлучам кога е најдобро за тој закон да се стави на гласање. И нормално сакам да знаат сите и граѓаните и опозицијата дека не планираме скришум да го донесеме. Ќе биде свикана седницата, ќе бидат сите пратеници повикани и ќе одлучи пленумот. Моја обврска е да одлучам на кога е најдобриот и најпригодниот момент за одлучување, а потоа како ќе одлучи пленумот, сите тоа ќе го испочитуваме. Имаше реакции околу законот за градот Скопје. Јас свикав вонредна координација, увидовме дека има отпор од опозицијата, и нормално мнозинството не секогаш сака по секоја цена нешто да се донесе. Ако има отпор, ако има аргументирани ставови, сакаме секогаш и ние да попуштиме, и така беше и вчера. Значи, во најбрз можен рок ќе треба да седнат пратеничките групи, координаторите, да видат дали е содржината на законот проблем, дали е процедурата, што се однесува до Бадентер. Апсолутно тој закон ќе се гласа со Бадентер, затоа што и околу тоа имаше двоумења. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски и директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Ивица Ангеловски денеска ги промовира новите електронски услуги на инспекторатот. Станува збор за две услуги: уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки, и уверение за квалитет В1 сертификат за извоз на вино. Услугите се наменети за компаниите и одсега се достапни електронски преку националниот портал за услуги Gov.mk. Дигитализацијата има уште една исклучително важна улога: зголемување на транспарентноста и намалување на ризиците од корупција. Кога постапките се дигитални, правилата се однапред утврдени еднакви за сите, се намалува непосредниот контакт таму каде што е непотребен, се ограничува просторот за субјективно одлучување и се создава јасна електронска трага за постапувањето на институцијата. На тој начин не се подобрува само брзината на услугата. На тој начин ги зајакнуваме одговорноста на администрацијата, правната сигурност на компаниите и довербата на граѓаните во институциите. Успешната дигитална трансформација бара соработка. Министерството за дигитална трансформација ја обезбедува заедничката инфраструктура, стандардите и поддршката, но секоја институција мора да ги препознае услугите што треба да се поедностават и да покаже подготвеност да ги подобри своите работни процеси. Нашата цел е јасна: јавните услуги да бидат побрзи, поедноставни и подостапни, а институциите поефикасни и поодговорни. И понатаму работиме на забрзана дигитализација на услугите што имаат реално и непосредно значење за граѓаните и стопанството. Продолжуваме да градиме дигитална држава која штеди време, ги намалува трошоците и создава подобри услови за работа, развој и економски напредок. Државниот инспекторат за земјоделство продолжува со процесот на дигитализација и модернизација на своите услуги со цел да обезбеди побрзи, поефикасни и поквалитетни услуги за бизнис заедницата. Во таа насока, целосно се дигитализирани услугите уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет В1 сертификат за извоз на вино. Со нивното поврзување со националниот портал за електронски услуги услуги.gov.mk, компаниите покрај сертификатите во хартиена форма одсега ќе можат да ги добиваат и во електронска форма со иста правна важност.
Со ова дигитализација се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги. Дополнително, целосно е дигитализирана и постапката за плаќање на административните такси. Наместо досегашното плаќање со хартиени уплатници, плаќањето понатаму ќе се врши електронски, преку апликации за електронско банкарство, со што се овозможува побрза, поедноставна и поефикасна постапка во процесот. Ние како надлежен инспекторат сме задолжени во делот на фитосанитарна сертификација, односно издавање извозен документ кој ја потврдува здравствената исправност на пратките и гарантираме дека тие пратки не се заболени, здравствено се исправни и ги исполнуваат условите за извоз. Министерот за здравство, доктор Сашо Клековски, го разгледа концептот за завршување и целосно опремување на новиот болнички комплекс во Штип. Планираната инвестиција проценета на околу 6,7 милиарди денари, односно 109 милиони евра. Треба да се стави крај на долгогодишното чекање и да и се даде на Источна Македонија современ регионален здравствен центар. Новата клиничка болница Штип ќе значи посилно здравство, помал притисок врз Скопје и квалитетна здравствена услуга поблиску до граѓаните на Источна Македонија. Со ова посета ги активираме првите чекори кон завршување на клиничката болница во Штип. Завршувањето на клиничката болница Штип е највисок приоритет на владата, на Министерството и секако на градот и на регионот и ќе биде во целосен фокус. Светската банка и Европската инвестицијска банка се влога и на финансиери и на техничка поддршка на проектот. Еко министерот за здравство даде изјава и за состојбата со водата во Гостивар. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење, подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. И тука не можеме да шпекулираме. Треба 3 теста на кориснички места да бидат соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење. 4 лица заразени